Почитувана јавност, додека целата држава, граѓаните, институциите се борат со коронавирусот, јавноста сведочи за незрелото и неодговорно однесување на Христијан Мицкоски. Мицкоски е жив фатен во својата неодговорност. Не само што ги прекрши мерките и задолженијата за спречување на заразата со коронавирусот, кои сите ние како граѓани имаме обврска да ги почитуваме. Не само што го загрозил здравието на граѓаните, туку поттикнува и незаконско постапување на структурите на Наке Чулев внатре во полицијата. Затоа Мицкоски мора кривично да одговара, како и секој оној што ги прекршил законите. Очекуваме истрагата да ги посочи сите виновници за овој случај. Очигледно, Мицкоски свесно ги прекршил мерките и влегол во дел од ресторан во кој не смеел да седи, загрозувајќи го здравието на луѓето, но и подкопувајќи го практично целиот систем. Бил со повеќе од едно лице и со тоа сторил прекршување на членот 206 од Кривичниот законник, односно не постапил согласно здравствените прописи за време на епидемија. Што имал Мицкоски да разговара со Ален Зекиров и со поранешниот прв човек на УБК е една работа и за тоа Христијан Мицкоски треба да даде одговори пред јавност. Но во овој случај сторени се тешки прекршоци, потикнати директно од неодговорното однесување на Христијан Мицкоски. На службените лица, односно на надлежните инспектори, им било, замислете, попречувано да ја вршат својата службена должност. Потоа, типично за ВМРО-МВР, матрицата се вмешале структури во МВР блиски до Наке Чулев и Мицкоски во обид да ги сокријат доказите. Криени биле уредите за снимање за да се сокрие вистината за Мицкоски, но за среќа на сите не успеале. Сето ова, почитувани граѓани, се оправдани сомнежи за сторени, сериозни кривични дела за кои мора да има разрешница и одговорност. Христијан Мицкоски крши прописи и лумпува по кафани, додека неговата ВМРО-ДПМН ја шири лажни вести. Секако, неодговорниот Мицкоски, кој го загрозува здравието на граѓаните, треба да плати казна. Но потребна е одговорност и за серијата други прекршоци сторени во мисијата за спасувањето на Христијан Мицкоски. Ова неодговорно, незрело и несовесно однесување на Мицкоски не смее да мине неказнето. Тој мора да се соочи и со морална, но секако и со кривична одговорност. Ви благодарам.